се изненадив тоа што дознав сега дека Винка воопшто не била Битола до сега и тоа ми е малку необичен факт, затоа што Битола е од секогаш љубопитна и од секогаш е отворена, барем за најдобрите македонски писатели. Тоа ќе го толкувам како една скромност на авторката, веројатно и тоа што не можеме да ја најдеме, таа именно предпочита да живее во изолација додека пишува и тешко се наоѓа, тешко е достапна, што би се рекол овој жаргон на нашите аудио современи комуникации. Значи, предплатникот не е често достапен, но затоа го има многу во библиотеките и во книжарниците преку нејзините книги. И мене ми е драго што во Битола, во моја Битола, каде што поминав и добар дел од својот универзитетски стаж на Педагошката академија, Педагошкиот факултет, од кој сега го гледам професор Добри тука и баш ми е драго што е тука. Значи, знам за Битола дека има извонредно чувствителна, сензибилна книжевна публика, во која, еве сега гледам, се наоѓаат и врвни писатели, кои творат и самите. Така што Битола е една убава средина токму за приемот на делата на Винка Саздова. Најпрво сакам да почнам од тоа дека јас и Винка се разликуваме доста како писатели. Се разликуваме прво по една буква во имињата. Таа е Винка, јас сум Венко. Меѓутоа се разликуваме и во она што го работиме како книга, но имаме и доста сличности. Така што јас сакам да говорам за тие сличности и во делото на Винка, и во моето дело. Се разбира дека во прв план ќе говорам за нејзиното дело, затоа што не е вкусно промоторно да се автопромовира. Но онаму кај што ќе морам да правам паралела, ќе правам паралела. Јас и Винка именно покрај таа една буква разлика во имињата, се свртевме кон еден тип литература и доживеавме таква судбина во македонската книжевност да бидеме прогласувани за едни од најчитаните автори. Значи, во Македонија почна еден тренд од пред некое, да речеме, 10-15 години да се зборува воопшто за читаноста, односно за читателот. Пред тоа беше време на една гутенберговска галаксија во која книгите главно ги пополнуваа според стилот и бојата нашите шипонјери и регали, а потоа некако книгата почна да заживува и конечно свативме дека книжевноста не постои без нејзината трета станица. Првата станица е авторот, втората станица е самата книга, а третата станица е читателот. Значи, постојат некои инсинуации дека постои книга од Аристотел, втор дел, посветен на комедијата, како што е она веќе позната негова книга за трагедијата, и инсинуации ги подсили Умберто Еко со своите мистични романи, дека има исто таков том, ама загубен за комедијата. Меѓутоа, самиот Умберто Еко на едно место вели, можеби таа книга стои некаде во земјата закопана во археолошките слоеви, но таа, иако постои како книга, таа не постои како ментален продукт, таа постои како гутенберговска или препишана книга, како ракопис. Но не постои се додека не дојде првиот читател да ја прочита. И тоа значи дека со појавата на Винка Саздова, ние станавме, посебно со нејзината појава, станавме свесни дека не е точна констатацијата дека македонскиот народ не чита. Значи, на некој начин, сакам да почнам да зборувам за нејзиното дело во една социјално-естетска смисла. Нејзините книги ни отворија очи дека луѓето читаат, затоа што тиражите од 13 изданија, ако не се лажам, на последниот чај, и десетина други, не ги знам точните цифри по колку изданија, тоа е огромна маса книги кои се продадени и се разбира прочитани, а да не зборуваме колку се позајмувани во самите библиотеки, и на некој начин почнавме да стануваме свесни дека категоријата бестселер не е резервирана само за странските автори. Порано тоа беше привилегија за странските автори и кога ќе се кажеше Маркес, ние си ги корневме косите на главите, кога јас ќе продадам 2 милиона примероци.
Оно што е 2 милиона за марка, за нас е 2000, а замислете 20.000, како што има Винка, да речеме, а вкупно романите незини сигурно имаат 50-на. Мислам сега нагаѓам, меѓутоа сакам да кажам, одеднаш во една култура во која за бестселер се сметаше книга во 500 продадени примероци, ние скокнавме во илјадници. Го мериме тоа. Што значи тоа? Тоа значи дека прво, две работи, значи прво дека ние престанавме писателите да се однесуваме како да читателот не постои. И како да ние треба да му дадеме само она што ние сметаме дека е книжевност, без да го слушаме пулсот и потребите на читателот. Јас сега горе кажав една реченица: времето во кое живееме е време кое сите нас не цица и не цени и не одзема енергија. Тоа е едно ужасно време во кое сите трчаме некаде, цел ден расфрламе енергија за некое подобро утре, паричниците ни остануваат главно празни, картичките празни, и во едно такво време многу е важно човек да се наполни со нешто, со енергија. Писателите од Винка Саздова наваму и помлади наши колеги станаа свесни дека читателот има своји потреби и дека тие потреби немаат многу врска со материјалното, со површното, со ефемерното, со секојдневното, туку дека се тоа длабоки духовни потреби. Потреба за духовна храна, за мудрост на живот. Во крајна линија, јас припаѓам на оние луѓе, а и Винка, според она што го имам прочитано од неја, припаѓа на оние тип луѓе кои веруваат дека книжевноста има своја функција и мисија, а тоа е да не научи како да живееме. Тоа е да не научи како да бидеме луѓе. Тоа е да не научи како да реплицираме или да одговориме на злото кое се одвива пред наши очи. Таа со други зборови, таа книжевност, не служи писателот да стане славен, дури и кога се продава одлично таа книга. Таа служи да произведе еден човек. Ако еден од тие читатели станал човек и ја прескокнал границата од конзумент на литература во човек кој промислува литература, ние нашата функција сме ја завршили. И во таа смисла, ако се знае дека секој писател македонски си има свое место во книжевноста, специфично место во таа река, во таа еволуција на книжевноста, тогаш местото на Винка Саздова, а деловно и во едно место, е да произведеме компетентна читателска публика. Што значи тоа? Најпрвен да ја создадеме таа публика, оти писателот има многу важна задача. Не е само напиши тоа што ти сакаш и има писатели кои тврдат дека им е доволен нивниот субјективен чин на пишување и не им е важно дали некој ги чита. Лажат како кучиња. Многу е важно дали те чита. Не е пресудно, но важно е затоа што тогаш си успеал да дојдеш до некој општо човечка порака која споделуваат повеќе луѓе и која станува еден вид јавно знаење за живот. Значи станува еден вид норма на однесување и на живење. Во хрватската книжевност, да речеме, ова што нам сега ни се случува со бестселерите и со нашата читаност, се случува во некаде во средината на 19 век со романите на Аugушено. Тој вели вака: прва и основна задача на писателот е да создаде публика. Значи, тоа е да се создаде публика. Или вие што сте тука сте на некој начин веќе создадена публика на Винка Саздова. Навигната на незиниот свет, навигната на незините мудрости, навигната на незината животна филозофија и веројатно затоа ќе продолжите и да ја следите, затоа што сте усвоиле добар дел од таа незина длабока, мистична и во основа религиозна филозофија, која нема ништо материјалистичко и површно во пристап. Но Винка спаѓа, значи Винка е бестселер писател. Меѓутоа, јас морам да ви кажам дека ние мораме веднаш да направиме разлика меѓу светските сегашни бестселер писатели и наши. Мене, например, од секогаш ме навредувало кога ќе ме прогласат за бестселер писател, затоа што јас многу добро знам дека во денешниот момент, во светот, посебно под налетот на глобализацијата, за книжевност се прогласува нешто што се мери само според економски параметри.
број на продадени примероци. Значи, постојат толку лесни, ефтини, клиширани светски беселери, што мене, а предпоставим на Винка, не е баш пријатно кој ќе кажат вие сте писатели на беселери. Да, ама ние сме писатели на поинакви беселери. И тоа сакам да го објаснам. Винка пишува поинакви беселери од Гијом Мусо. Кај кој што? 5 теми доминира. Правата на ЛГБТ, задолжително на некого му откажува орган, мора да се најде трансплантација, се киднапира дете од сити, моли се трага по него, и кој ќе ги наредите насловите на неговите книги, добивате на идеална фолк песна. Дали се сеќаш уште на мене, ме чекаш ли уште, девојката од Бруклин, и така натаму и така натаму. Ние не пишуваме такви тематски пропишани бестселери, затоа што во светот тоа стана индустрија. Вие треба да изберете едно од тие 10 теми што се на пропишаната листа на пожелна книжевност и ќе станете светски продаван писател. Ние не работиме така. Нашиот бестселер се базира на изворна книжевност. И ако ова сегашна, не говорам ја за целата западна книжевност, зборувам за безвредните бестселери, кои индустријски се произведуваат и кои се учат со 2 часа креативно пишување по следување часови и го правите тој бестселер. Значи темата е таа што ве пласира меѓу светските писатели. Тој западен бестселер, значи кој нема своји вредности, има и западни бестселери кои си имаат своји вредности. Маркез, за кој ќе се прашаме, но веќе има вредности, Умберто Еко и така, тоа се бестселери исто на западни писатели, но тоа се вистински книги. Јас таа лесна литература ја викам Макдоналдс книжевност или фастфуд книжевност, а на неја ја спретставувам Достоевски книжевноста. За мене единственото важно прашање кој книжевноста е должна да го постави е прашањето за човекот, за смислата на неговиот живот, за неговиот однос кон Бога, за тоа кои сме, од каде доаѓаме и дали воопшто некаде одиме со некаква цел. А прашањата дали ќе најде свекрвата, дали свекрвата ќе ги поземи бубрек за трансплантација на невестата, тоа го оставаме за тие лесни бестселери кои се жртва на мелодрамата и на мелодрамскиот синдром, кој што многу добро го следите и преку ТВ сериите. Значи, Винка го прави тоа да произведува публика. Значи, количеството на продадени книги кажува дека таа има своја публика. Но Винка, од роман во роман, што е поважно, тоа е втората работа што сакам да ја кажем, ја школува својата публика. И тука повторно ме подсетува на Шенуа, на тој великан на хрватскиот роман, кој создаде своја публика, но и ја школуваше својата публика, и велеше вака: не сум јас конобар, па на мојата публика да ја дадам само она што го сака. Треба да го почитувам тоа што го сака, но полека треба да ја навикнувам и на моите сваќања на книжевноста и да ги подигам нејзините образовни, општи, филозофски, морални стандарди и капацитети. И Винка од последниот чај, преку полиња судиви нарциси, понекогаш доаѓа среќа и посебно во Луна, последниот роман, во еден распон од 2009 до 2015, во еден распон од 6-7 години, пласираше 4 романи кои се однесуваат едно кон друго, компатибилни се по идеја, по филозофија, затоа што се во суштина религиозни, бараат некоја виша смисла во животот, се однесуваат како мало тенџерче во големо. Расте тој роман во една техничка, формална смисла. Таа напредува како писател и експериментира и со вистинската книжевност, со која сака да ги подкрепи стандардите на нашата читателска публика, но експериментира и со заводливата привлечност на мелодрамскиот геном од светските бестселери. И јас го правам тоа. Во Вештица има многу мелодрамски синдром, но за среќа е покриен со доста филозофии кои не даваат тој да доминира и вие да ја прочитате книга за 15 минути и да ја фарбите на плажа. Тоа е таа плажна литература која се споредува со изнајмени гаќи за капели. Тоа е отприлика тоа. Сега, јас бидејќи ја поставив Винка и го најдов местото во македонската книжевност,
сакам да кажам дека таа, значи, има важна формативна улога во нашата книжевност за создавање на читателска публика. Што ќе се случи? Подоцна ќе говорам за нејзиниот свет како е во книжевноста. Што ќе се случи откако Винка ќе напише роман кој ќе има 13 издания? Па ќе се случи следново. Таа публика што ќе ги прочита тие 13.000 примероци и главно ќе се соочи со единственото важно прашање на книжевноста, а тоа е човекот, љубовта, односот кон Бога, смислата на животот, ќе побара и во книгите на другите македонски писатели такви поставени прашања. Винка на некој начин делува и како селектор на предното од непредното. Оти ако таа публика во книгите на нашите колеги ги пронеде тие исти прашања, тие исти книжевни и животни вредности, тој ќе ги купи и нивните книги. Винка работи за тиражот на незините колеги. Ако не ги најде, тешко ни. Тогаш ќе би ставени во ситуација да се прашува зошто мене не ме чита. Што е? Дали е проблемот во тоа што сум многу умен, што може да биде случај, како што беше Кафка, херметичен, затворен, или пак не ме читаат затоа што не го знам добро занајатот. Ако не го знам добро занајатот, ќе борам да го научам. Кај Винка се наоѓаат во идеална хармонија, и тоа е тајната на нејзината читаност, во идеална хармонија техниката или формата со оно што се вика содржина или нејзин свет. Сега ќе кажам нешто за тој нејзин свет. Од последниот чај, кој е фактички, јас ја викам индиски роман таа книга, затоа што се однесува на источната мистика и цивилизација, Винка ни покажува дека западната цивилизација се наоѓа во некаква интелектуална, морална и филозофска криза. Дека западниот прагматизам, за кој многу добро пишува Сузуки и Фром во својата книга Зен, будизам и психоанализа, дека тој западен прагматизам веќе ги достигна своите граници. Таа западна европска прагматска култура го постави човекот во центарот на светот пред Бога. Го симна Богот престолот и теоцентризмот го замени со антропоцентризм. И затоа пишуваат такви книги во кои човекот е љубов. Како да нема виша сила, како да нема нешто повисоко од човекот, како да нема нешто помоќно од човекот. Винка тоа помоќно од првата книга го бараше на исто како што го бараа и символистите, француски, па се занимаваа со проучување на зен будизмот, на источните култури, се занимаваа со мистика, го читаа Емануел Сведенборг и така натаму и така натаму. Во таа смисла, Винка воопшто не е писател на бестселери. Таа е подготвен, компетентен и функционално писмен писател кој точно знае што прави. Ја побара духовноста во последниот чај на исток, во источните цивилизации, и според мене ја најден на еден прекрасен писателски начин. Тој е роман, напишан без многу формално литературни претензии, но со многу мудрости и размисли за тоа. Кои сме, од каде доаѓаме, што е смислата на животот, и така натаму и така натаму. Нашиот однос кон Бога, што е Бог, и така натаму и така натаму. Значи, таа вертикала, таа некоја религиозност, таа некој пантеизам, таа желба да се открие светото и да му се даде предност на светото, на духовното, пред профаното, продолжува ли сите нејзини на тамошни романи, но се специфицира полека од љубов кон Бога, од љубов сватена како грижа кон немоќните, во смисла на мајка Тереза, Каритас, полека се претвора во љубов ерос, па се истражува смислата на нашата еротична љубов, односно на еросот, на агапи, на ерос и така натаму, а во Луна ги имате и агапи и ерос. Имате и Каритас, сите ги имате. Така што Луна ја сметам најкомплетна во тој поглед на содржината, што се е опфатено, а ја сметам и најкомплетна според писателските техники и умешноста со која тоа е направено. Значи, една единствена тема во 4 романа. Љубов низ најразлични нејзини еманации. Дали е тоа Бог,
Дали е тоа човек, дали е тоа пријател, дали, значи, станува збор, дали е тоа некој за кого морате да се грижи и да ни пружите помош и да го извлечете на површина и така натаму. Тоа е нејзината животна филозофија, која јас не случајно ги спомнав символистите, доживува интензивна психологизација која ја немате во фастфуд бестселер книжевност. Таа фастфуд бестселер книжевност не признава влез во психа на човек. Не ја интересира емоции, душевни состојби, пребривање. Затоа се речениците телеграфски, кратки, лесни за варење, како фастфуд, брзо се јаде, брзо се гулта, брзо се вари. Значи, тоа е таа Макдоналдс или фастфуд бестселер книжевност. Јас едно време се шегував во неколку своји есеи за книжевноста, користев и термин дека тоа не е бестселер книжевност, западната, туку е бестфелер книжевност, затоа што не може да зборувате за човек, а да го испразните од неговата утроба, од неговите чувства. Винка ја враќа утробата од тој бестселер, иако вешто се користи со некои трикови со кои тој бестселер бе навлекува како херој. И интрига, например, во Луна. Која е таа Луна? Таму две жени кои биле поврзани со ист маж, веројатно сте ја читале, знаете, не сакам да прераскажам си жен, откриваат една папка по неговата смрт, во која се споменува некој интригантна Луна. И се што се случува? Почнува една детективска, приказна со енигма, да се реконструира. Тоа е омилена метода на западниот бестселер. Гледате како Винка тоа го користи, затоа што знае дека ќе донесе читател. Кој не сака интрига. Прво и јас не признавам книга која не почнува со интрига. Земете, тоа не е само одлика на денешниот бестселер, тоа е одлика на сите добри книги. Како почнува странецот на книга? Вчера умер мама или денес, не сум сигурен. Ета интригата, која беше изборна? Која мама? Како не е сигурен? Шо е? Мал ли е? Голем ли е, што не разкажу? Значи, од тој западен бестселер нешто се користи така наречениот заплет на интригата и на мистиката и на тајната. И овие две жени отварат и се ја читаат таа папка. Час им се чини дека нивниот љубен човек час ја опишувал едната, час ја опишувал другата. И не може да се договорат се која е Луна. А понекогаш им се чини па дека е трета во праша. Дека е целосен конструкт во неговата глава. И се открива. Тоа е нормално, таа техника на тој западен бестселер е искористена. Меѓутоа, што има додадено Винка од нашите зачини, од источната книжевност, чија парадигма е сметан Достоевски, како татко на тој модерен психолошки розум. Интензивна психологизација на ликови. Значи, тоа иде до таму што и символизација на детали. Ако не се лажам, на едно место во Луна, одат кај Теодора, Роса оди кај Теодора, Теодора ја носи кај неа дома. И сега ќе те прашам, може би да те прашам. Треба да ја отклучи вратата на станот во кој што живее. Ама тој клуч во нејзината рака не функционира. И овој вели, дај јас ќе отклучи. И сега, тоа мислите, тоа е небитна ситница, не ви говорам, кој ќе отклучи. Многу е битно. Затоа што не се мисли на отклучување на вратата. Се мисли на решавање на загадката за Луна. Кој ќе ја реши загадката за Луна, односно кој ќе има повеќе право да се прогласи за Луна. Дали ова жена што му Теодора што му била безбедно пристаниште на мажот и тврди дека на мажот му е потребно безбедност и пристаниште, така треба да биде жената, или еден лик како што е Роса, алијас Луна, нели? Која што е брод на отворено море, кај што удираат сите можни ветрови, страсти и превривања, и дури лудувања, и палавштини, и детски глупости, затоа што тој лик мене ми се чини толку врзан со детството, што ја не можам да го замислам дека порасна. Или ако пораснал, само остарел, а душата му останала детска и се навраќа многу често во минатото. Значи, во западниот бестселер немате психа. Забрането е да се има психа. Вие се смеете, ама тоа се случува со секупната западна цивилизација. Некаде прочитав дека американските психијатри рекли
дека, по не дај Боже, загубата на близок човек во семејство кој ќе се замине, ако по 15 дена уште тагувате, време е да се јавите на психијатар. Нешто со вас не е во ред. Еве доказ дека психата е забранена. Како? Па за 15 дена јас куче не можам да прежелам, што живее со мене, камоли човек. Значи, овој наш бестселер, сакам да сватите, се продава, но се продава и поради некои мелодрамски моменти што ние ги крадеме од запатиот бестселер, како техника си изимаме и си ги развиваме. Но многу повеќе со нашите приватни, лични, религиозни, морални, душевни, филозофски убедувања што ги вградуваме и интензивната психологизација на ликовите што ги правиме во тие романи. Значи, ако кај Винка космосот е организам, согласно со источните филозофии, тогаш е јасно дека ако космосот е организам, а не механизам, како што е за западната цивилизација, тоа е еден часовник кој што се навива, Господ го навива, тогаш е јасно дека поимот на тагата е клучен поим во делата на Винка. Зошто? Организмот боли кога ќе се разболи. Механизмот кој ќе се расипе не го боли. Ништо. Значи, болката е единственото нешто што преку кое прво може да се дефинира човековото суштество, болката и тагата, ги имате во романите на Винка Сазлива како светска тага. Значи, не е тоа тага затоа што мене нешто ми се случи или моја лична болка. Туку, и кога ќе падне автобус во Индија, нели, со деца во река, ние обично вака реагираме, ние што сме отрпнати. Кај паднал автобус во Индија? Добро. Како добро? Каде е човекот во тебе? Тоа е исто како да паднал овде. Тоа е она теорија дека мафтањето на пеперутката која се обидува да се ослободи од пајакова мрежа во паника, нели овде, во некоја друга галаксија предизвикува колизија на цели светот. Тоа е тоа учење што го имате кај Винка, го немате во западниот бестселер. И сега ќе ве прашам, вие читате заради триковите од западниот бестселер или ја читате заради ово, што е Винка, со својата духовност, баш со својата стабилна духовност, која е единствено примерена, според мене, на единствено достојна да биде тема за вистинската книжевност. А не да ми пишува таму за грабнување деца по молови, трговија на органи, која тргнува секојаш на мрачниот Балкан, во тие песоја, а ги фаќа германска полиција. И секојаш сме ние тие што тргуваме со органи, а во ствари ние можеби и треба да тргуваме со органи, ама да им спорачуваме мозоци. Малку памет им дадеме да се пресадат за да сватат што е вистинска уметност и книжевност. Сега ќе ги кажа набројам накратко со стојките, за да не ве заборувам многу, на романите на Винка Сазлива. Значи, символички детали, како што е ова со клучето. Значи, метафората е, Винка е цар за такви метафори, имаш многу такви посејано по романите, и некој ќе рече, што и значи се овој детали? Метафора е. Треба да се читаат символи. Второ, интензивна психологизација. Вриеј, премолчени реченици, внатрешни недоумици, дали сум јас, дали е таа луна. Дали е таа подобро од мене, па може би таа треба да биде луна, таа Теодора, а не јас Рус. Дали е таа се што ја не сум, и дали јас сум можела да бидам таа. Значи, интензивни женски ликови, и посебно женските ликови си интензивни, мажите ти се многу, да ти кажам, прикупани. Кале не е тука. Кале не отсутен. Овие другите што ги црташ, мажите немаш многу високо мислење, други кои се најпаметни, они ги разбираат женските метафори. Сами не можеш да направат метафора, така што тоа е некој ќе ми објасни зашто е тоа така, ама јас се согласувам, мислам со тоа дека е така. И, значи, психологизација. Трето, вие, кои ги читате романите на Винка, сигурно подцртувате со море. И сигурно си имате во некоја тетрадка испишано мудри мисли. Јас ви кажувам дека само во Луна ја извадив околу 10 страници мудри мисли преземени од источната филозофија, од христијанството, од научници, од мудри луѓе кои го одбележиле нашиот век. Значи, имате,
А има и оригинални неизвиди, за кои јас не можам да устанувам извини. Си дотворив уште малку од виното. Значи, уште една излита, и вие размислете, драги читатели, дали е тоа излитана фраза или не. Понатам, покрај тие мудри виски, важна состојка, како рецепт за готвење, е епистоларната литература или писмата. Документи, сведоштва, писма, народни верувања од стари жени и така натаму и така натаму. Во ова, во конкретно во Луна, папката на Калин. Папката на Калин е полна со прекрасни, дури и лирски наместа. Ја би рекол песни во проза. Мали есеи кои се песни во проза, што е повторно едно богатство на романот, различен дискурс. Споредено со западниот беседер, кој што е напишан главно во констатив, овде имате полемичен однос. Овде имате интерогатив, се прашува дали е вака, дали е така. Западниот беседер е констатив. И со излитени споредни. Беше убава како божица. Тоа што би кажа, многу да ти кажеш беше убава како черешна која препреме созреала. Тоа е веќе нешто. Значи, треба малку да се раздвижи имагинацијата, да се направи тоа. И така, еве тука има и во тие писма има мудрости. Овој месечин, дури во фолк стил има мудрости. Овој месечина остави го сонцето, не чекај го, не радувај му се на оној што никогаш не ќе го сретнеш. Не предавај му се на оној што ќе те згасне, светлината што ќе ти ја земе. Оти сонцето со својата светлина стварно е помрачува месечината. Ама гледате што вели месечината во таа диалошка структура. Во заблуда си, мил мој, што би била јас без неговата светлина. Оти таа ноќе ја прима светлината од сонцето. Сега е тоа женскиот и машкиот принцип, што не е типично за Винка да признае дека жените се под мажите, светлината, така само темнина што во темнината се види и така натаму и така. Од другите техники ќе спомнам само бидејќи овде има и писатели, да не ве заборавам, ова секој читател не го интересира. Многу е убава композицијата на нејзините последни романи 2, посебно на Луна, затоа што сликата на целината се раскажува со приказни кои се пристигнуваат. И во различни раскажувачки техники се. Едното е во јас, раскажува Роса во јас, па потоа за Роса раскажува некој во тој, во трето лице. Значи имате брза промена на раскажувачи, што е техника на писмен писател, функционално писмен писател, кој е запознан со техниките на модернизмот. Модернизмот, посебно Хенри Джеймс, се играше со тие гледни точки и од различни гледни точки работите изгледат различно. Стрелата погледната од страна, кога ја обтегнувам јас, изгледа едно, а не дај Боже, ако сте вие мета на стрелата, поинаку изгледа стрелата, како точка која ви се наближува. Значи, тоа Винка го работи веќе со перфекција на првен мајстор на нашата književnost. Промена на раскажувачи и, што е за мене многу интересно, повторно едно модернистичко начело, за која не сум сигурен дали таа ги проучувала модернистите, да не сме правиле муавет, меѓутоа и да е интуитивно ќе го ценам уште повеќе. Затоа што читала модернистички книги, интуитивно го прави, ја презема таа техника на модернистите, таа се вика ликови рефлектори. Тоа е веќе еден, што велат хаватите, помак, или еден исчекор од она класична реалистичка нарација во која ликот си се полни сами од себе си со своите постапки, па ние заклучуваме за него каков е, нараторот го полни, го опишува и така натаму, но си е идентитет за себе. Во модернизмот овилени ликови се ликови рефлектори. Што значи тоа? Еден лик, покрај тоа што има своја сушност и содржина, служи да осветли друг лик. Овде Роса и оваа Теодора се осветлуваат една со друга. И таму кај што прекинува едната, продолжува другата, таму кај што продолжува другата, прекинува првата. Они се буквално, а како врвен лик рефлектор им е поставен тој отсутен Калин, кој починал, така тоа е мисла идејата, прерано го напушти овој свет, но им е оставил интригантната папка во која се споменува некоја Луна. Така што и папката има статус на лик и на рефлектор. И уште еден на крај се приклучува, тој е ликот на момчето на Роса, тој се вика архитектот Дамјан, и тој сега па фрла нова светлина врз нив две.
во тој раскош од светлини, ниеден лик не е точно дефиниран. Се прелеваат ликовите и пак се доаѓа до оној заклучок. Нема различни луѓе на светот. На светот е доден само еден човек. Ние сме само примероци на тој еден човек, што е повторно длабока духовност од источните мистични цивилизации. Јас мислам дека доста кажав за содржината и техниката. Имам уште некои работи, например, оној сигнификантен и оној пожар во кој што мора да се случи пожар во куќата за да ја доведеш ваму и да ја облечеш во нејзините алишта, што е повторно символика, нели? Една туѓа жена во моите алишта дали станува поблиска на мене и така натаму. И имаш мелодрамски расплет, што мене многу ме бендисува, винка секогаш книгите ги завршува во една ведра перспектива, дури и да има наративна загуба и штета, нели, како што има и во случајот со овој човек кој не е тука, кој заминал во овој свет. Таа секогаш сака книгите да ги заврши со надеж во нова љубов, понекогаш и со матримониум, во двојки ги распоредува новите парови. Секогаш таа е свртена кон тоа дека животот продолжува. И дека може би за некого кој му се чини животот завршен, му се чини завршен само привремено. И дека секогаш продолжува затоа што животот е неубишлив. Дури и со смртта не завршува, нели? Тоа е крајната теолошка теза. И сосема за крај, ќе ви прочитам, со тоа ќе завршам, ќе ви прочитам еден прекрасен извадок кој ја многу го сакам. Именно, ова беше во... Не ми требаше време, не ми требаше причина да го засакам, говори женскиот лик. Сум имала, понекогаш да не сеќа, сум имала момчиње и пред него, сум љубела и сум била љубена, ама со него беше нешто неповторливо за прв пат доживеано. Немојте да ми кажете дека обично така зборуваме, дека новите љубови ги пришат старите, а не кажувајте ми дека секогаш велиме ова досега не ми се случило. Ужасувате стравот од клишеја кај вика, да не западне во беше. Тоа е интересен феномен, на вистина. Чудно е тоа зошто забораваме, зошто ни се чини дека се до тој миг не сме љубеле вистински, кој знае. Ама ајде да го оставиме тоа, сега друг ми е муабетот. Сакам да ви кажам дека, и немојте сега да ми се смеете, тој на вистина воопшто не беше мој тип. Какви само убави младичи сум љубела и ме љубеле. Високи како планина, цврсти како карпа, од убави по убави. А тој сосем обичен, низичок, стопмен во црн костум, бела кошула и црно-бела вратоврска, безпрекорно ичешлан со гел на косата, можеш ли погласно? Тоа секогаш сум го вразела и малку, како да кажам, ама малку чуден човекот. А јас врвам само еден поглед кон него и го засакувам. Лудо го засакувам. Знам, себе ова звучи нелогично, такој може некој што физички, така може некој што физички не ти се допаѓа и што не го познаеш да го засакаш. Ама така беше, така е. Само Господ знае што видов во него во тој миг. Не џабе се вели дека убавината не се гледа со очите, ами со срцето. Со ова завршувам. Затоа што, без да се договорам со него, без да знам, во една моја тетрадка, која сум ја пишувал вештица, не сум го искористил ова што велиш, само Господ знае што видов во него и не џабе се вели дека убавината не се гледа со очите, ами со срцето. Во една тетрадка сум запишал дека тоа што го гледаме не е во тоа што го гледаме, дури не е ни во окото што гледа, туку во срцето што гледа преку окото. Мислам дека се разбравме и дека од прилика твојата сега сакаш да разговараме? Ајде да ми кажеш прво што ти значи тоа твое толку дејство во кое се судираат два концепта. Едниот е концептот на максималната пасторална и идилична среќа
А другиот е светот на возрастните како генератор на постојани некои несреќи, трзавици, клишеа со кои се труе детската психика. Тоа на сите нам е познато, нели? Сите ние детството го... Сите ние повеќе или помалку, нели, детството ние со најубави спомени го носиме во себе, секогаш го повикуваме, јас сум поборник на тоа, секогаш да го повикуваме детето во себе и да не го забораваме. А јас кога пишувам, вадам приказните од себе. Моето доживување на моето детство е со тие пейсажи, со селото, со природата, со... тоа може би не го споменати, дека имам јас во книгите, внимавам и на тоа, сега баш на сегашниот човек, цивилизиран, глобализиран, да му ја допишам и природата. Пейсажирањето. Да. И бидејќи сум израснала во такви едни откружувања, за мене детството е нешто што е најчудесно, со најмногу со убави. Сега, но во исто време, знаејќи бидејќи јас, како што кажат, и моите романи се психолошки, и практично јас бидејќи бев дипломиран психолог и психологијата ми беше, сакав да работам како психолог, животот ме одведе на други патишта. Сето она што ја го носев во себе, сакав да го преточам во книгите. И бидејќи знаеме дека децата се најчистите битија, и најотворените, но во исто време и најранливите, кои забележуваат нешто кои ние не ги забележуваме, ја фаќаат енергијата. Еве да речеме, тука е мојот син Љубомир, 4 години има Љубомир, он седи на маса и нешто си цртка. Јас сум завртена со грбот, нешто мијам садови. И он ме прашува на 4 години, ти мамо, зашто си денес неразположена? Да. Зошто? Ниеднаш не ме погледна, ниту ми се насме. Значи, детето чувствува се фаќа. Сега, зашто ние додека чекориме во животот го забораваме? Сакаме да го закопаме детето, да го уништиме, да станеме сериозни, да станеме борбени, да се затвориме со паравани, со еден куп штитови, со шминки, со гардероби, со суети, ега, колку сакаш. Градиме некој потполно лажен свет за себе си се обидуваме да се убедиме дека тоа сум ја, кој си ти? Зашто мојот лик што оди во Индија, гуруто, учителот го прашува, очекува мојот лик, бидејќи доаѓа од западна цивилизација, прво, да, тоа беше и моје лично, има таму автобиографски моменти, таму тоа беше и моје лично искуство. Ја мислев дека кога ќе отидам таму, прво што ќе рече учителот, Винка, ти дојде, тебе те чекам со егото од запад. Добре дојде, Винка. Што не се случи? Што не се случи, туку јас бев таму, се фрлим во очи. И тоа е она што мислам дека сакав и преку книгите баш, и тоа да го отпретам детското во нас, тоа најчувственото, и тоа што живее, и тоа што страда, и тоа што се радува. Детето се радува на се, мојата внука, твоите синови сега сигурно, пенкал. Да. Види го, на се одушевуваат. И то вчера му се одушевува, денес го ќе види повторно. Постојано. И што ке рече сега, месечина. Добро, јас фала Богу, и денес се уште се одушевувам на месечина. Кој од мажите се одушевува на својата жена секој сабота? А децата така се одушевува. Истината така. Но, бидејќи имаме мисија, нели? Значи да телите и за најблиските. Ќе се подстуваме и себе си и другите дека чувствувањето и односот пред се кон себе, отвореноста е најважното нешто. И ако си отворен кон себе, и ако можеш да се восприема себе, ќе можеш да ги восприемаш и другите и да бидеш искрен кон нив, ако си кон себе искрен, што не е лесно, нели, кој ќе се погледнеш во огледало. Си кажеш, што си убава денес. Туку сега си наоѓа, тоа е пак западот, си наоѓаме мани, затоа што сме многу поврзани со појавното. И мислам, она што јас сакам преку моите книги, баш да
да ги малце да ги одвлечам читателот и битието од појавноста, од материјалното, од тоа што во духовното во духовното, затоа што тоа се исконски, сите ние го носиме во себе, сите ние го носиме Бог, сите ја имаме тишината во себе, но не ја слушаме од жагорот и од джевата. А Венко еве сега има нова книга раскази, имаме промоција утре во Скопје. Припитомнување на кучката, повелете ако можете да дојдете, тамо исто имаш ти за Бог, нели? Зошто ни дава толку джева за да джагор за да ги сите сетила да ги атакува очите, мирисите и се само за да заборавиме на вистината, на себе, на небе. Добро, јас само уште би те прашал едно прашање. Јасно е дека има многу автобиографски моменти во твоите дела, посебно на планот на тие детски перцепции, па не знам, театар во второ, вистина сте правили театар во второ деление? Да, во Куманово, во нашиот град, да. Калин Постел, предпоставувам. Постел. Да, и така натаму. Тоа се гледа, затоа што направено е без никаква поза, директно ви е представен животот на тоа. Но мене друго ме интересира. Дали, бидејќи јас сум таков тип написан, нас многу често автобиографски пишувам, дали понекогаш се само цензурираш од четење непријатно? Што секи ни кажеш од твоето теза? Не, јас за тоа пишувам. Јас го чувствувам, за мене пишувањето е исцелување. Значи, да извадам се од себе. Затоа што јас во еден период од животот сватив дека сите ние сме исти. Има разлика меѓу мене и тебе. Исто чувствуваме, исти копнежи имаме, значи исти нешта бараме, но животот ќе не научи со разни оружја да баратаме. И во првиот роман, јас мислам дека сум наискрена и сега почнувам да играм како идат се редат романи, повешта станувам и веќе автобиографски моменти, дури во Луна, може би има најмалку освен Постел и Калин. Како инспирација, како клик ми беше тоа. Баш се сретнав јас со една сопруга на мој пријател и ние разговаравме и тогаш добив идеја за оваа книга. Ти знаеш тоа така се случи. А за последниот чај јас жестоко проговорим за стравовите. Сите ние имаме толку многу стравови. Ние никош на маса кога ќе седнеме или во кафејана на кафе не зборуваме за стравовите наши. За грдите нешта, за смртта тоа не се споменува, тоа не постои, не. Може да си го убиваме времето во 90% од случаите зависи. Кога ќе се разбудиш, кога ќе се освестиш, и една пријателка ми рече, како е тоа, како си можела ти такви нешта. Мене ми беше непријатно вели да го читам, затоа што преискрене. Да, преискрени има работи, но јас можам да ти кажам дека тој роман на мене делуваше најседативно, смирувачи. Затоа што многу работи за кои не сум се осмелил да поставам прашање, ги најдов во тој роман, поставим најдиректно и тој што рекол, па значи има човек што мисли слично и кој дава предност на слични прашања. И многу е добро што и во романите на Винка и тука сме слични. Мислам дека пишувам еден тип на роман, посебно таа, во кој што избегнува одговор. Смислата на романот е да постави прашање, а не да даде одговор. А тоа е така и во животот. Добро поставено прашање, понекогаш гледи многу повеќе од лош одговор, точен. Од лош точен одговор. Мислам, тоа е... Јас тоа смислено го правам. Значи, јас сакам да ја заведам малку публиката со фабулата, со приказната, но поставувам многу, отварам многу прашања. Не сакам се да сервирам, затоа што сакам активна улога, него да го направам активен читател. Да речем, последниот чај, јас имам 50 страници отврлив, јас сум многу строга кога пишувам, многу сум селективна и прва верзија, втора верзија, отврли 50 страници кои имаат такви мудрости, кои ако ги објавите сега посебно, ќе мислите дека некој мудрец од истокот ги напишал. Но не беше идејата да кажете вие Винка, леле, Винка колку е паметна и колку е мудра туку. Баш напад, или мислите ги уфрлам во реплики, во диалози. Да. За да не биде тоа сега во диалог, за да не биде тоа премногу, а секогаш имам идеја, значи која ми е пораката, главната порака на романот. Тоа ми е тоа што ме води. И сега нели има два вида, ја барем мислам ти ќе кажеш ти си.
помногу пулката од мене, дека има два вида писатели, оние што прво ќе склопат целата книга во глава, ќе седна да пишуваат, и оние вторите во кои јас паѓам, јас ги имам почеток, и ја имам идеја. Овие првите не ги сакам затоа што тие чекаат да изградат куќи да најдат работно место за да се оженат. Све треба да е готово и по план се. Тоа не исклучува Бога, Бог може да и да изградиш куќа може утре да ти. И затоа пишувањето за мене голема авантура. Јас не знам кој, некојаш ми се еден лик ми е главен, па ќе дое друг лик, тук ќе се улета, како нели на тоите изненадува. Луна, јас ја мразев Теодора на почеток, иш не ја сакав како лик, многу ми одеше на нерви. Како се одвиваше како одеше приказната, јас се повеќе не ја засакува, просто не знам дали се чувствува. Па тоа се случува и со нас. И со нас се случува. Мене ми одеше исто на нерви. Ама јас знаев дека ќе ја засакам, затоа што знам дека ти си мајстор од она што ти оди на нерви да направиш после нешто навистина да ти е питом. Да се прифати. И да го засакаш. Значи ја имаш таа синусоида од лошик. Така, лик кој те нервира да направиш после омилен. Тоа е под број 1 твојата техника, а второ знаеш дека ја имам една мана, ја па обично ги засакувам тие што ме нервираш. Така се лепам, така што тој лик одлично ми. Не, мана, тоа е прифаќање. Јас по мојата филозофија на живење, баш тоа треба да го правиме, како растеме духовно и филно. Да, во најголем подвиг е да може да се прифаќаат луѓето и сите различности и сето баш она што така растеме. Овие експертите па велат дека некој не нервира ако ние го препознаеме тоа во себе си, но не го прифаќаме, не интегриран дел од нас. А викаме, овој Винко што е суетен, а уствари јас сум таа што сум со јако его и така ти го проектирам те. Како и да е, она што сакам да го кажам, јас многу се радувам на денешната средба, се радувам и се уште се радувам. Прво благодарност до библиотеката за поканата. Ке има и сакам да кажам дека се радував и Винко што прв пат ќе го слушам да зборува за моето творештво. И бидејќи него... Почеток. Да, почеток. А инаку да ти кажам дека немаше ни една буква во името, не знам дали сум ти го кажала тоа, да имаме разлика, бидејќи јас требало кога сум се родила да бидам Венка. Не сум знам. Ама јас сум требало Винко да бидам. Пак мора разлика. Имал требало Венка, ама дедо ми имал некоја многу голема љубов Винка, нека уба страстна жена. И рекол ќе биде Винка. И така, нешто Винка. Ама на моите домашни семејството се уште ме вика Вено. Инаку меѓу нашите колеги, познати се делите по тоа дека многу се сакаат и има и злобни коментари. Например, мене многу често ќе ми кажат: "Абре, Венко со Винка спремате ли некој нов бестселер?" Мислам, има и такви коментари и ја ги гледам само во нивните очи во тој момент, чувствувам само дека им е толку криво, што не се вика Винка. Тоа е тоа, сега. Што да Господ. Било и некој прашање. Да. Доколку има сега. Јас некако прашање сакам исто да се благодарам за оваа денешна средба и многу ми беше мило нашите професорот, ми беше и професор на факултет, да го представи вашето творештво и неговото размислување, бидејќи навистина и како професор денес јас во средно училиште, ретко се случува да се сретнат луѓе што вака размислуваат, што вака да го представуваат што навистина многу ми значи ова. А кај сте сега, каде работите? Во техничко училиште во Видова. Вие сте добили на лото, добро што сте дошли. Нема работа, ми? Повелите. Еве, доколку не знам дали има уште некои прашање, јас би сакала да поставам едно прашање. Дали сте добиле понуда да некој од вашите дела биде поставено на некоја театарска сцена? Бидејќи Венко веќе го Тоа е интересно, овој последен роман може филм да се направи. Многу е филмичен. Тоа прашувам. Не, воопшто. Венко има една мана, не се грижи за своите дела. И јас трябва да имаме агент. Ние ги пишуваме и ги пуштаме и сега. И си живеат. Но можете вие, ако имате идеја,
Нешто да Да, помогне? може. Се надевам ќе има и таква причина. Иако ти Винко на почетокот мене ме уплаши кога почнава со ова да зборува со беседа, реков сега, со прајме. Не сме беседа, не сме безфеля. Безфеля. Дека се пишува. Јас тоа навистина смислено го правам за да го заведувам читателот, за да трага да чита, а во тоа вметнувам веќе. Зборот ми беше дека си ја школуваш својата публика и не си како угостител. Сакате вулгарности, вулгар. Сакате ова, Да. Значи, работа да имаш една културна мисија како писател и не е чудо што писателите ти завидуваат доста колегите. Јас многу доцна почнав да пишувам на 50 години и се прашувам сега што јас сега можам да понудам нешто ново, или би сум читала многу книги, што е тоа што можам ја да го понудам. И после најдов утеха во Блаже Коневски, кој рече во поезијата, како и во љубовта е се кажано, ама пак се одново треба да се И каже. ќе се каже. Тоа. Постојано. Јас сега се радувам дека ова беше наша прва средба, но ви ветувам дека сигурно не е и последна, така? Да сме живи и здрави. На публиката му се заблагодарувам што бевте дел од денешна книжевна средба и би сакала од името на тимот на библиотеката, на нашите библиотекари, кои што сите заедно осмисливме оваа денешна средба, да ви посакам пријатен ден, овие пријатни мисли да ве следат во текот на денот и да